серијата на хуманитарни трки ќе се одржи на 25 мај за само неколку дена. Кои се ќе учествува, колку луѓе ќе учествуваат и ќе придонесат за сите оние кои што за жал се засегнати од пожарот, односно трагедијата која што се случи во Кочани. Ово утро ќе разговарам со мојата денешна гостинка Јана Петровска од Европската куќа или позната како Europe House. Да ја посакаме добро утро. Благодарам, Марија, благодарам телевизија Тилма на поканата на оваа многу важна тема. Во однос на најголемата хуманитарна акција оваа пролет, можеби и годинава. Најголемата хуманитарна акција годинава. Колку хуманитарци ќе може да се видат на трката? Морам да кажам дека ова е веројатно најмасовната акција која што ја организира мрежата на Europe House и делегацијата на Европската Унија, и тоа по повод Денот на Европа, 9 мај. За жал оваа година на една многу трагична тема, по еден ужасно трагичен повод, меѓутоа ова е вистински прилика да покажеме заедништво, да го мобилизираме народот во име на солидарноста и сите да застанеме во што поголема бројка во поддршка на Кочани и засегнатата заедница во Кочани, жртвите од пожарот во март. Трките се случуваат во сите 7 градови каде што има Europe House, а тоа се Скопје, Струга, Тетово, Велес, Битола, Крива Паланка и Битола. Значи се случуваат во исто време, симултано, како што споменавте, 25 мај, овој викенд во недела, и сите започнуваат во 10 часот. Значи во 7 града. Единствената разлика е што во Скопје се случуваат на две должини, да кажам, патеки. Едната е 5 километарска, другата е 10 километарска, на средноводно, од средноводно паркингот до Пантелеймон, односно 5 километарската до половина пати назад, 10 километарската целиот пат до Пантелеймон и назад. Другите трки се сите во урбани услови, односно во самите градови, освен Тетово и Крива Паланка, каде што се случуваат на Попова шапка и околу Јоаким Осоговски во прекрасни планински услови. Но да повторам, значи сите тие се по 5 километри, но се отворени за сите возрасти, за сите типови на физичка спремност. Значи, пријавени се спортисти кои што можеме да ги видиме на скоро сите трки кои што се случуваат во текот на годината низ државата. Пријавени се и многу возрастни луѓе, пријавени се средношколци, дури и основци, деца со родители. Тоа и беше целата идеја. Во име на хуманитарноста, во име на солидарноста, во име на заедништвото, на тој дух за Кочани, а се надеваме дека тој дух ќе продолжи народот да го негува и понатаму, трките ги нарекуваме трки, меѓутоа повторувам дека може да се шета и да се оди, секој во своето темпо и според својата спремност. Имаме неколку илјади пријавени, посебно Скопје ќе биде голема гужва, главниот град, така да во таа смисла голема благодарност на граѓаните што се одзваа во толкава бројка, голема благодарност на компаниите, големите, малите, кои што со своји тимови цели учествуваат. Навистина сме во овие трагични услови пресрекни што имаше толку одзив и што навистина ќе можеме да помогнеме. Навистина благодарност до сите оние кои што ќе придонесат со самото учество во оваа трка. Убаво напоменавте дека целта на оваа трка е имено да се соберат средства. Можат пријавените и да одат и да се шеткаат. Не е тоа од надпреварувачки карактер. Со оглед на тоа дека нели целта се донациите. Дали секој пријавен донира колку што може или има одредена сума која што треба да се остави? Марија, котизацијата, секоја котизација е донација, тоа беше меѓу другото нашиот слоган на некаков начин, беше символична со стартен износ од 300 денари. За сите пријавени, без разлика дали се од тим или индивидуални или за која и да било од трките. Но постоеше можност да граѓаните донираат колку што сакаат и дополнително на тоа, значи над 300 денари. Така да не заборавам дека на самите места на случување ќе има и кутија за дополнителни донации од Црвениот крст и некои сите средства
одат преку Црвениот крст и ќе се распределуваат за таму каде што се највеќе потребни во Кочани и жртвите од пожарот. Така да не е готово во смисла на можноста да се донира. Тој што сака може да дојде само на местото на настанот, да донира, и тоа е многу важно. Не сме готови со донации. Ги охрабрувам сите, макар и да се појават. Ки има и пропратни содржини, секако можеби не може секој да пропешачи и така натака. Меѓутоа дојдете, прошетајте се, да бидеме дел на вистина од овој солидарен дух во недела што ќе го посведочиме. Ви благодарам многу за одвоеното време и што имавме можност да зборуваме во емисијата токму за хуманитарната трка. Благодарам, Марија, многу. Ако ми дозволите само половина минута, една многу важна логистичка информација, особено за Скопје. Нема да има паркинг, можност за паркирање на средноводно, ќе биде регулирано возењето, значи многу ограничено. Токму затоа обезбедивме 10 автобуси кои што ќе тргнуваат на секој 5 минути од Цветниот пазар диаметрално спротивно од Europe House. Од 8:30 часот до 9:15 на 5 минути ќе одат кон паркингот на средноводно и потоа уште два пати до 10:10. Секако ќе има и повратни автобуси од 12 до 14:15 часот. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам. Се надевам дека со внимание слушавте со оглед на тоа дека иако можеби не сте пријавени да бидете дел од оваа трка, слободно можете да дојдете и ве уверуваме дека ќе има начини како да придонесете за засегнатите од пожарот кој што се случи во Кочани.